Ја викаат источна порта на Македонија. Се наоѓа на местото каде истокот се среќава со западот и каде низ милениумите се вкрстуваат патиштата меѓу Ориентот и западните цивилизации. Сместена е во североисточниот дел на земјава, под пазувите на Осоговските планини и устието на Крива и Дурачка река. Одговорот ќе биде точен доколку се каже Крива Паланка. Денес ова место е цел на нашата прошетка, разгледување и запознавање. Обичен, работен, но не и пазарен ден во Паланка. Градот раздвижен. Секој со своите проблеми, обврски и планови за тоа како ќе го мине денот. Ние пак сведоци на динамичното живење во овој град. Сакајки да стигнеме на сите места, да ги регистрираме и да ви ги пренесеме вам, почитувани. Но еве малку информации за градот во минатото. Историските факти, развојот и патот кои сведочат се показател за богатото минато. Името на градот Крива Паланка доаѓа од кривото корито на реката Крива. Поранешното име на градот било Егридере, што на турски јазик значи крива река. Токму од тоа време датира Крива Паланка од 1633 година, кога Бајрам Паша, везирот на султанот Мурат I, владеел на овие простори. Токму поради тврдината, градот имал голема важност како воен и одбранбен центар. Тоа се потврдило и со познатото Карпошево востание во 1689 година, доказ дека македонскиот народ не трпи неправди и терор. Денес Крива Паланка ја доживуваме како една урбана средина која го чекори вистинскиот пат кон подобро и поубаво утре. Со еден збор тука ќе најдете за секого по нешто. Сакате да го видите историското, културното и археолошкото богатство, а имате желба да дознаете и за традицијата и обичаите на ова поднебје, вратите на градскиот музеј во центарот на градот се широко отворени. Многу работи се стационирани во овој храм на историјата, кој доживува и осовременување, благодарение на добрата соработка на локалната власт со пограничните збратимени градови. Музеот во Крива Паланка е формиран на 2011 година. Во формирањето на музеот предходеа бројни проекти кои што се поврзани со културата воопшто во градот Крива Паланка. Старата зграда на домот на АРМ првенствено беше вофатена од проектот Планините си подаваат раце преку Фаре Карц програмата, при што беше реконструирана фасадата и беше направен туристичко-информативниот центар. Подоцна, преку проектите добиени од Норвешка амбасада и фундацијата Мери Елен Хелбрун од САД, беше воспоставена Староградската етнолошка поставка и првата постојана историска поставка на градот Крива Паланка. Моментално се наоѓаме во Староградската етнолошка поставка, инаку треба да се напомене дека автор на ова изложба и на историската поставка е Драган Величковски, кој што е лице задолжено за раководење на музеот. Инаку, како секој град, и Крива Паланка заслужува да добие катче каде што ќе се развива музејската, духовната и културната традиција и вредност на градот, бидејќи самиот музеј е од локален карактер. Имаше потреба да се направи тоа. Децении наназад се правеа некакви обиди кои за жал не беа успешни се до 2011-та кога се реализира споменатите изложби. Било добро и било убаво доколку надлежните релевантни институции како што се Министерството за култура и Музеот на Македонија помогнат во реализирањето на такви капитални проекти со кои што би се заокружила, како што реков, целината на еден музеј и би се вршеле самостојно и археолошки истражувања и целиот простор би добил конкретна музејска димензија. За Крива Паланка може со право да се констатира дека е една од ретките општини во Македонија кои успеваат да користат средства од ИПА фондовите. Тие им се добредојдени за реализација на проекти од витално значење. Владата на Република Македонија дава безрезервна поддршка на сите оние градоначалници кои што имаат амбиции, кои што сакаат да аплицираат на сите фондови кои што се достапни од страна на Европската Унија.
посебно во овие погранични региони каде што нашиот сосед е на пример Република Бугарија е член на Европскиот сојуз и ние се стремиме понатаму да станеме членка на Европскиот сојуз и затоа се надеваме дека тоа ќе придонесе многу искуство и многу можеме да научиме од овие наши соседни држави. Сакајќи да видиме што е друго значајно и заслужува внимание, се упативме кон селото Градец. Минувајќи низ прекрасна недопрена природа, сакавме прво да видиме што е тоа кое е центар на случувањата на 14 септември и која е приказната која раскажува ова место на секој добронамерник. Кривопаланачките верници со Општонароден црковен собор го одбележуваат денот на преподобниот Симеон Столбник. Се одржува во ова село кај пештерата, односно испосницата на Свети Јоаким Осоговски, чудотворец, кој според житието својот живот во пост и молитва кон Бога го започнал токму тука, во Градечката пештера во 11 век. Светиот Јоаким Осоговски е дојден од Овчепелието. Првото негово доваѓање е доселен во селото Градец, каде е самата пештера, која што ја гледаме тука. Се населува во селото Градец, според преданието на некои луѓе, живеел 2-3 години. Ден е одел во габарските шуми, се криел, ноќ е тука дојдел поради тоа што му досадувале некои овчари дардати кои се биле тука населени, а и само се гледа веднаш во оваа страна има уште зидини од римскиот град кој што први пат потекнува тука, од каде и самото село доаѓа Градец од град Градец. Така да Светиот Јоаким Осоговски по неговото доселување од тука се оцелува во Сарандополскиот дол, кој што се наоѓа и ден денеска, односно 40 долчина во еден дол. Овдека многу мештаните го почитуваат овој споменик на историјата, односно овој светец и местото каде што бил. Така да одржува се на 14 септембар, се одржува големо собрание на луѓето, тука доваѓаат, се веселаат со музика, со пиење, со јадење и сите се радуваат на ова место. Покрај уредувањето на пештерата, односно испосницата на Свети Јоаким Осоговски, ова место представува и туристичка дестинација, а се прават напори да се создадат услови за брза конекција со градот. Овдека се работи за партнерно уредување околу испосницата на Свети Јоаким Осоговски, правење на амфитеатралниот дел, значи овдека правиме нешто спој меѓу новото и старото. Значи се реновира, се обновува делот околу испосницата, се додаваат порти, врати од двете страни, се прави една обиколница околу испосницата на Свети Јоаким Осоговски. Овдека имаме една сцена и на стрешница каде што за празникот луѓето доаѓаат, има собор и тука доаѓаат и го прославуваат празникот на патронот Свети Јоаким Осоговски. Значи овој дел го направивме да имаме еден спој на сите оние туристи кои ќе дојдат во Крива Паланка, без разлика дали доаѓаат во посета на градот или на гости кај некој наш сограѓани, да може да ги однесе и во манастирот, ама да ги донесе и овдека од каде што потекнува Свети Јоаким Осоговски, каде што бил како пустинов жител, каде што живеел. Значи двете работи да се видат. Сето ова е во интерес на развојот на туризмот во нашата општина, на развојот на туристичката содржина што ја имаме ние како општина, да ја дадеме, значи да дојдат луѓето да видат. Мислам дека сите ќе се сложите дека направивме една прекрасна работа, еден прекрасен амбиент. Задоволни од она што го видовме во селото Градец, запознавајќи се со дел од животот на Свети Јоаким, планот ни беше да го посетиме манастирот. Полека, симнувајќи се по патот, не можевме да останеме рамнодушни на она што го создала природата, да може човек да ужива во спектарот од бои кои тука ги има во изобилие. Ова место има посебен лик. Продолжуваме. Испровоцирани од гледката застануваме. За момент го доживуваме чувството на боговите кои од озгора гледат се. Крива Паланка на дланка. Се упатуваме кон манастирот. Класичниот дел од приказната за манастирот вели дека се наоѓа на неколку километри од Крива Паланка, на падините на Осоговските планини. Нудејќи ја можноста да се почувствува како минатото и историјата живеат во секашноста, тој плени со својата духовна, архитектонска и уметничка естетика и вредност.
Одејќи по кривулестиот пат кој води до манастирот, не можете да не се воодушевите кога пред вас ќе се појави манастирскиот комплекс, кој скриен во густото зеленило представува пријатно место за одмор и починка. Скриен во прегратките на мајката природа, манастирот нуди блажено чувство на духовен мир и спокојство. Во тој простор далеко од градската врева, можете само да уживате во чистиот планински воздух и да почувствувате како некоја надприродна сила зрачи од немите градби и ве враќа во минатото. Сонцето продира низ шумата, а тишината ја нарушуваат шумските птици со пеењето, опивајќи се низ своето присуство. Туризмот е гранка која ние, како кривопаланчани, се трудиме во последно време што повеќе да ја развиеме. Она што најпрепознатливо за Крива Паланка од туристичка гледна точка, токму и манастирот Свети Јаким Осоговски, кој е навистина нешто со кое сите кривопаланчани се гордееме и со кое сите кривопаланчани слободно може да кажам се фалим. Ние како општина, јас како градоначалник, добар дел од својата енергија насочуваме токму кон развојот на туризмот. Впрочем, и сите овие три проекти кои ги реализираме од прекограничната соработка се поврзани со туризмот. Ова е третиот проект Туризам без граници кој го сработивме и кој го добивме заедно со општините Кјустендил и општина Штип и Крива Паланка. Имено се работи за информатички портали каде што туристите кои што ќе дојдат ќе може да застанат до порталот и да се информира за сите туристички знаменитости, за сите туристички капацитети со кои располагаме ние како општина, со кои располага општина Штип и општина Кјустендил. Два информатички портали се сместени во Крива Паланка, од кои еден е во манастирот Свети Јаким Осоговски, еден е во центарот на градот, два се сместени во Штип и 4 се сместени во Кјустендил како носечки партнер на овој проект. Општина Крива Паланка пружа идеални услови за планински туризам и сите форми и видови на алтернативен и спортски туризам. Незините предности се заради тоа што се наоѓа на северната подгорина на Осоговските планини, која што изобилува со снег. Значи, на територијата на општината се наоѓа и на високиот врв во источниот дел на Македонија, руен со 2252 метри и има неколку идеални места кои што се многу погодни за искачување на планина. Пределите во Крива Паланка и Осоговијата се особено погодни за сите видови на рекреативците кои што можат да ги посетат и особено е погодно тоа што сите генерации можат да дојдат да ги посетат планините, да уживаат во убавините и сите дестинации се пристапни, може да се скратат со одредени видови на превоз и во текот на целиот летен период се многу питоми и убави, дури и има доста ендемити планински чаеви кои што може да се собираат шумски плодови и покрај тоа во градот и околината постојат неколку етно ресторани каде што сите добронамерници може да уживаат во традиционалната храна. Многу информации, дружења, воодушевувања и што ли уште не, повторно кон градската средина. Во центарот на Паланка до општинската зграда, механизација која забрзано работи. Мора да се запазат роковите. Значи, почнуваме со реализација на проектот за јавно-приватно партнерство на општинската зграда, на помошната зграда, позната кај нас Крива Паланчани како зграда за прекршок во општина Крива Паланка. Тука имавме 150 квадрати руиниран простор канцелариски во кој беше сместено финансиското одделение. По пат на проект за јавно-приватно партнерство направивме, значи, приватниот партнер да добие сутеренот и првиот спрат во собственост, а ние да добиеме спрат и полуспрат. Ние имавме 150 квадрати руиниран простор, добиваме 485 квадрати нов простор. Значи, со тоа, без да вложиме ниту динар пара. Значи, ние влегуваме како општина со земјиштето и со проектот, додека и со комуналите нормално, додека приватниот партнер влегува со инвестицијата за изградба на општинската зграда. Со тоа добиваме убави услови за општината, убави услови канцелариски за
вработените и мислам дека проектот ќе биде реализиран во текот на ова и во наредната година, така да ќе го измениме на некој начин ликот на овој дел на градот. Добиваме со самото тоа се наложува да го направиме и делот пред општината кој мора да го направиме заради овие активности кои се презимаат. Добиваме уште еден мал мини плоштад со фонтана, со убави работи и на некој начин ја менуваме личната карта на општината. Кога зборуваме за ова некогаш рударско-текстилно градче, не може да не проговориме за неговите стопански капацитети, кои се главните двигатели за вработеност. И тука има примери на храбри луѓе кои се осмелиле да инвестираат во производствените капацитети, а со самото тоа направиле можност за подобар и посигурен живот на своите сограѓани. Бешовски ексклузив има 45 работник. Се работи во една смена со капацитет од 250 до 350 пара чевли дневно. Како што спомнав на почетокот од емисијата, престојот на екипата на Патокас беше во 2 работни дена. И тогаш раздвиженост, а како ли е кога е пазарен ден, сабот. Луѓето кои не сакаа да говорат пред камерата не го криеа своето расположение и гостопримство. Посебно кон тие кои доаѓаат од поголемите места во земјава, паланчани се однесуваат како вистински туристички водичи. Ги презентираат сите квалитети, убавини и вистински вредности на овој крај. Така во неформален разговор ни го посочија местото Калин Камен. Кога ќе посакате релаксација, чист воздух и природа, тука се Осоговските планини. Тоа е најголемиот планински масив во источниот дел на Македонија. Посетете го преубавиот Калин Камен. Го послушавме нивниот совет и не чекавме многу. Се упативме. Не очекуваше патување околу половина час. Во текот на патувањето, нашите домаќини ни раскажуваа за ова место многу стари и интересни вистински случувања. Се возевме нешто подолго, бидејќи застанувавме на секој 5 минути со многу прашања и изненадувања. Не можевме да веруваме на своите сетила. Лисицата ја прекина тишината и ја зголеми нашата љубопитност. За момент застанува здивот и се препуштате на природата. Чистиот и свеж, но остар воздух, бескрајно пријатните сончеви зраци кои милувајќи ви ја снагата како да лебдите над облаците, се движите кон височините со една цел – поблиску да бидете до боговите. Швајцарска убавина на македонска територија. Одлична можност за развој на руралниот туризам. Голема можност за максимално заживување на овој крај од Македонија. Колку ли само убавини крие ова мало парче земја. Со домашен зелник, овчо сирење и природен домат, малата закуска е неминовна. Меката на боровинките, најквалитетниот паланечки компир, малините се распослани токму тука. Местноста Калин Камен за свое место на живење ја одбрале стотина влашки семејства и во првата половина на 19. век таа била една од најпознатите влашки населби. Сточарството им било главно занимање и представувало извор на средства за живот. Тука влашките семејства, меѓу кои најпознато било семејството на Санде Влао, одгледувале овци, кози